Како изгледа ситуацијата во собранието, ме прашувам како инсайдер. Како прво, че ме прашувате како инсайдер, амандманите не се внесени во собрание. Нели сега денеска се дебатираше Собраниеско тело. Во Комисијата за уставни прашања. Во Комисијата за уставни прашања за потребата за да се оди во измени на уставот. И тек после од кога ќе се донесе одлука, ако има двотретинско мнозинство во пленарна седница, тек тогаш се отвара дебатата и се внесуваат амандманите. Како да е се во собраниска процедура. Така. Сега почна веќе собраниската процедура. За жал денеска ставовите кои ги кажа политичките чинители, таму веќе беа истите ставови на политичките партии кои сме имале можност да ги гледаме и за време на референдумот. Ништо ново вака за јавност. Тие страни кои беа за референдумот и за уставните промени и денеска беа за, а од друга страна опозиционата македонска политичка партија и денеска веќе видовме дека се држи до истите ставови кои ги имаше и за време на референдумот. И пред тоа. Па и после референдумот, сега со уште подсврсти ставови, земајќи предвид резултатот на референдумот, ние како Алијанса за албанците, кога се носеше одлука за потребата да се оди во референдум, бевме воздржани и јас лично излегов и објаснив зошто не е потребен референдумот, како прво не беше потребен заради тоа што договорот со Грција не го бара тоа, нели? Од друга страна, така. Кој да беше исходот на референдумот и цензусот да се постигнеше, пак требаше во собрание да се решава. Да. Од друга страна, вака сметавме тогаш, па и веќе и се гледа, дека тоа би ја комплицирало уште повеќе политичката ситуација во земјава. Знаеме ние минатата година се што поминавме, немајќи ВМРО тогашна никаква основа, нели, за да го блокира и давањето на мандатот на сегашниот премиер за да формира влада, а сега со законска основа, мислам дека и се надевам дека ќе имам грешка, нели? Ќе грешам во ова мое предвидување. Мислам дека уште повеќе референдумот ја комплицира, мислам, политичката ситуација во земјата. Знаете зашто го нагласив во инсайдер? Вие сте пратеник, ние ова што го кажавте го видовме од изјавите, да, тие се ставовите кои ги слушавме за референдумот. Дали во она што се вика зад кулисите има било каков нормален диалог човечки меѓу пратениците на ВМРО, ДПМН и СДСМ и воопшто меѓу сите пратеници на било која тема? Тоа треба да го вечера за тоа прашање требаше да и биде Али Амети, па него да го прашате. Да прашувам вас. Јас ви одговарам, нели? Значи целава ситуација после референдумот, за жал, нели, гледам дека повеќе политичката битка се води од медиумите, од позиции на одлуки на централните председателства, на извршни комитети, на политичките партии. Од друга страна, едната страна вика дека одиме на избори, другата дека става некои си услови за тоа, не знам, јавен обвинител и други работи. Од друга страна, тој што прави, што ги води разговорите и тој што негоцира помеѓу Заев и Мицковски е Али Амети. Па затоа реков дека него треба да го прашаме. Па добро е. За ова зад кулисите што се случи. Имаме некаква изнудив некаков одговор. Господин Реджепи Беса како гледа на постреферендумски? Државата се наоѓа во едно од најтешките крстосници доса. Значи, да, јасно ми е тоа. Сите тоа го знаат дека историска шанса е на државата да се произнесе дали е за НАТО и ЕУ. И тука мислам дека најголемата грешка и опозиционата партија ја прави што партискиот интерес, само беше јавно против референдумот,
Значи, партискиот интерес се става пред државниот, што мислам дека логички не би требало да биде така. Државните интереси се многу побитни од било кој партиски, индивидуални или национални интереси. Сепак државата е заедничка на сите граѓани без оглед на нивната национална припадност и верска припадност. Затоа мислиме дека референдумот беше добар показател за тоа каде оди мнозинството гласови на граѓаните. Пошто беше референдумот не беше задолжителен, консултативен референдум, од таа причина сметаме дека политички референдумот беше успешен. Правно цензусот требаше да се постигне, меѓутоа доколку се постигаше цензусот, политички е толку успешен, преку 600.000 гласови, сматраме дека другите или не биле во склоп на државата, не биле заинтересирани за едината на државата. Токму затоа мислиме дека сега би требало да покажуваат мудрост и опозиционата партија, пратениците од ВМРО, да дават предност на државата и државните интереси пред нивните лични и очекуваме дека тие да дават допринос, не знам каков ќе биде нивниот став, мада го слушаме тоа по медиумите, сепак тоа е медиумски став, друг ќе би бил став. Ова е во доменот на теоријата се како што не би требало да одлучат тие, би требало да одлучат разумно, здраво за едината на државата. Сепак државата ни е заедничка и не треба па пак и ни другите граѓани да бидеме заложници на една таква иднина. Ова е во доменот на теоријата, пак ќе кажам. Како стои според вас, која е вашата оценка за реалниот однос на сила силите? рече, Ахмети најдобро знае. Најдобро знае. Не, и тоа во доменот на спекулациите. Дали има опција за 80 пратеника? Реално има опција за 120 пратеника. Само дали има подготвеност од нив, тоа треба се пак изборувате во контекст на теорија. Ја единствено можам да зборам од име на пратениците на БЕСА, значи кои јавно и јасно сите се изјаснивме, се изјаснивме за НАТО, како и сите мнозинството, апсолутно мнозинство на албанците. Да, ние сме за НАТО, за ЕУ и ние нема да дозволиме туѓи сили, се мисли на руски сили да постават влијание тука. Значи, такво нешто, барем албанскиот електорат и сите албански партии, без оглед на за која партија се зборува, во тоа сме единствени. Ја верувам дека да беше ВМРО во положба на СДСМ и тие ќе се залагаа сега за да помине референдум, за ова промена, па таков услови има тие од 2007-2008 која беше во Букурешт, која веќе има во куфер готово решение, само што грците во тоа време не прифатија. Значи, се прашањето кој ќе биде дел од власта, кој е опозиција, кој профитира. Што ви викаат тројцата пратени, вие не сте во собрание. Така. Тие се. Како генерален секретар, имате ли анализа и информација што се случува во собранието и дали сме на пат кон 80 пратеници или тоа и дали е Али Ахмети, како што рече Зијаден Села е главниот преговарач? Олеснувач на разговорите меѓу Мицкоски и Заев. Сега, ако тие дошле до ситуација да им биде олеснувач Али Ахмети, тешко на нам. Тоа не знам, прашувам дали е или не. Јавно не. Јавно не, тоа е... Јавно знаеме дека не е, јас. Така е, значи... Ама добро, Ахмети па и во албанскиот електорат колку години веќе владеачка партија? Да, од неможност на една постојање на стабилна опозиција, затоа обстана. Дали ќе обстане и понатаму, тоа ќе видиме со текот на времето и на следните избори. Тоа е долго на власт кај албанците, толку колку што албанците живеат во монизам. Сега се враќам кога беше шарената револуција, едно од главните барања тогаш беа сакаме демократија. И треба ова општество да знае и политичарите кои му помагат на Али Ахмети за да обстои во власт. И Заев, со случајот на локалните избори, дека придонесува за да продолжат албанците да живеат во монизам. Кога имаш избор и не се менува власта, дефиницијата за тоа е монизам и што повеќе. Добро, и ние бевме 11 години во монизам, ако е така. Па така е. Да. Имаме некакви заеднички именители, ние под овој заеднички македонски покрив. Постои една разлика во врска со тоа. Баш тој што водеше еден процес и протести за демократија,
после стана човекот кој му помага на еден Мислите, друг за дел да го од слуши режимот? општенството, за да продолжи кај албанците монизм. Може да прашам. Слава. Како ќе постапевте вие да бевте Зоран Заев? Во кој случај? По било кој. Составување на Од влада. тогаш до сега наваму. Слушай сега, мене ми е драго што не сум Зоран Заев, како прва. Зошто? Па затоа не можам да ви одговорам сега хипотетично како би постапил јас да бидам Зоран Заев. Нека мандатари треба да составите влада. И ви треба парламентарно мнозинство. Да, и го имаше. И имате парламентарно мнозинство го имаше. Без Али Ахмети? Па да, можеше и без Али Ахмети. Која бројка? Можеше. За кој период зборуваме се? Еве, сега треба 80 пратеници. Јас зборував за локалните избори. За тоа За време. локалните. Ако добро ме слушаше. Јас ви поставив прашање Е, така. од промените до сега. Чекај сега, од промените до сега, ни со Али Ахмети немаше 61 пратеник Зоран Заев. Му требаа сите политички партии. Кога промените? За кои промени зборуваш? Промената на власт. Формирањето на новата На влада. новата Требаше. влада. Да. Кои Требаше и пратеници му надвор беа? од ДУИ уште една партија Сите, да биде. сите, Уште една сите. Ама не беа можеше сите. да биде. Знаеш ли колку имаше тоа мнозинство? Беса не беше, 5 пратеници од Беса Значи не беа, грешиш. ДПА не беше. Без да беа се променија Алијанса, многу да, работа. Алијанса Од тогаш се промени. Алијансата и ДУИ беа. Да. Значи неминовно беше да биде Да бидат и Алијансата и реков, ДУИ. за Така, кој составено. период, Да, за кој Алијансата и биот. Не, Ја може да биде и од друга 20 опција. за кој период зборуваме, тоа те прашувам. Од изборите наваму. Ама чекај, Парламентарните. господинот ги менува ставовите секој ден. Кој? Затоа реков јас Заев. Мандатар. Затоа реков јас дека не можам да бидам Заев и драго ми е за тоа што не сум. Нели? Нема став. Да сте Заев, како ќе дојдете до 80 пратеника сега? Добро, да И сум за едните и за другите. да сум претендент значи за составување на влада, Не, не Заев, не Заев, Сега значи сте добро. премиер и треба да Така е, обезбедите да сум 80 гласа за да премиер, Македонија го деблокира патот кон Јасно. Европската унија и НАТО, нешто зашто сите велат дека има стратешка определба и нешто зашто сите велат дека за Македонија е клучно за нејзиниот Искрено, политички. јасно. Значи неминовна би била соработката и со ДУИ, меѓутоа не со корумпирани луѓе кои веќе почна да ги следи СЈО. Значи во суштина не може да промовираме вредности европски со неевропски, недемократски патишта. Има доста искрени честни луѓе и во ДУИ кои може да бидат дел од било кој владин кабинет и нивните гласови се повеќе од добродојдени во парламентот. Има многу честни и добри луѓе и во ВМРО кои треба да одлучат здраво и разумно наспроти партиските интереси за едината на државата. Ова шанса еднаш доаѓа, ретко се враќа. Јас и исто така не би сакал да бидам во кожата на Зоран Заев, не од причина што сум љубоморен, друго што сум албанец, јас сум гор што сум тој што сум, меѓутоа зборам од причина што ко политичар он требаше да сноси една тешка политичка одлука во која што може ќе биде поставен многу тешка состојба пред граѓаните, меѓутоа свесен е дека се жртвува себе си и луѓето околу себе за еднината на државата. Тоа е слично како на дете кое му даваш вакцина, оно сеќа болка, меѓутоа еднината на тоа дете ќе биде здраво. Тешко да бидеш во негова кожа од оваа ситуација. Друго се математичките проблеми, комбинаторики околу владата што го зборува господинот Селја. Меѓутоа зборувам за опцијата промена на уставното име и договорот со Грција. Значи, ја верувам дека сите албански партии би требало, сега сите ќе се искажат сами себе си, би требало да бидат за промените во Уставот. Добар дел така и има наговестување и меѓу кулуарите на пратениците дека добар дел од ВМРО веќе се подготвени да дават таков допринос, имат притисоци, тоа го кажа и Хан јавно, некои дека имат притисоци партиски, не знам, уценувања. Сега говориш значи на прашањето кое на почеток ќе одговора само ќе одговора само чекам малку полика да се дојде до тоа. Значи начелно дека ја верувам дека ќе почнат уставните промени, ќе бидат гласени, такво убедување имаме ние во склоп на
пратениците од БЕСА. Добро, владеачка партија се мора така да мислите. Не, мора така би требало да биде. Ако сакаме да размислиме здраво, така би требало. Опозицијска партија. Села е опозиционер. Не рече дека не ќе во кожата на Заев, бидејќи ги менува ставовите. Не, друго се политички одлуки во скоп на партиите. Јас зборувам за договорот со Грција. Требаше смелост и тоа смелост е постигната. Сега треба граѓаните да покажат зрелост, да покажат зрелост граѓаните и тоа смелост да го поздрават. Без оглед на тоа на идните парламентарни избори дали ќе го гласат или не. Важно е промените да настанат, да почнеме да осеќаме во наша кожа добробите на Европска унија и сигурноста од НАТО, после економскиот и социјален живот ќе биде благосостојба да се добро дојдена. Дали оваа тензија која е вака се рефлектира и во овој разговор на релација Дуи, вие, Заев и така натаму, дали таа имаше одраз врз исходот на референдумот? Бидејќи е очигледно дека добар дел од албанците не излегува на референдум. Иако така се очекуваше. Има одговори за тоа. Јас имам печатот дека немаше многу кампања во албанскиот. Напротив, значи ако ги гледате процентуално по општини, кај албанците излезеноста е поголема од кај македонските општини. Има неколку фактори кои влијаеле негативно во ова. Значи сите досегашни најмал една од трите со најмал одзив е албанска во Гостивар. Не, една од кон Росоман таму едно село беше. Ги видовме тие три. Ќе одговарам. Не е Чајле. Чајле е втора поред. Трето е едно од македонска општина. Ново село. Таму околу Ново село некаде. Таму колку може излезност во Гостивар? Чајле беше со околу 20%. За Чајле зборам, за село. За Гостивар да зборуваме. Колку беше излезност? Што беше најмало? Сигурно беше повеќе од Струмица. Не, од Чајле... За Чајле, само за едно село ги имаше цели села. За Гостивар и Струмица се. Гостивар е поголема, да. Поголема е излезност. Со сите албански општини излезност е И поголема. која е разликата сега? Значи, констатацијата ви е погрешна дека кај албанците имало мала излезност. А ако влегуваме во причините, зошто не излегува. Не реков мала, господине Сила Сисиром, не реков мала. Со оглед на тоа што сите партии албански беа за, сепак имаше еден дел од албанското гласачко тело кое не се рече, слушајте една работа. Господинот Карабанов рече дека немаше баш кампања кај албанското. Таков е мојот печаток, ама до негде не сте во право во констатацијата, него сте во право во друго нешто. Имаше кампања, нели? Беа обезбедени пари од страна на владата кој ги менаџираше собранието како носител. Ние пуштивме, нели, и видеоспотови како партија во опозиција и нигде не се видовме себе си. Некој сакаше да ја присвојува сите заслуги за членство на Република Македонија во НАТО и Европската унија. Мислите на Дуи? Не може ни една, не може ни една турска серија да гледат граѓаните од рекламите на Али Ахмети и на Дуи. А вас све немаше? Во ни една секонда. Ни една секонда, нели? Не зборувам за другите работи што не ни се следеа кампањите. Ние бевме присутни, држевме митинзи во сите главни градови и сегде каде што имаме ограноци. Медиумите на албански јазик не ве следеа, не известува? Медиумите не биваа платени, нели? Заради тоа што собранието требаше, нели? Па сега платените спотови за кампањата со парите кои беа дадени на собранието кој беше носител на. Тоа да се случи и сега ние не можеме да ги тераме медиумите со сила да идат и да не снимаат нас каде што добро професионално платената политичка програма за кампањата не за платената требаше има и други работи. Јас, единствениот адут кој беше против ова кампања, кај албанците, беа лице кои беа корумпирани до гуша, кои беа носители и дел од кампањата за Македонија во НАТО и Европска унија. Денеска тоа што е главна вест по медиумите, значи пријавата за
кривичната пријава за Бујар Османи. Бујар Османи е главниот носител за евроинтеграциите. Тој е десна рака на премиерот Заев. Не можеш да бидеш носител на нешто која по дефиниција е против тебе. Нели? По дефиниција, членството во НАТО и Европската Унија, која за албанците во целина, за политичкиот фактор, значи повеќе правна држава, повеќе демократија и така натаму, не може да го води еден човек кој е корумпиран. А за тоа не треба да се изјасни специјалното обвинителство, бидејќи тоа го знаат граѓаните албанци. Нели? Како што, на пример, сега зборуваме дали во кожата на Заев да сме биле. Да сум биле Заев, на пример, би имал замена за некој вице-премиер кој е корумпиран и кој ги злоупотребува фондовите за иновации и кој манипулира со некакви фирми преку ноќ кои се создават за да придобива пари од граѓаните, нели? Зборувам за Анđушев и така натаму. Значи, ова власт, све што направила овие за ова време е само скандали. Ништо повеќе. Можеме да земаме и одредени други личности. Тоа е поддршка кон тие што довчера беа корумпирани, денеска наоѓаат поддршка и за солниште кај оваа власт. Добро е што специјалното обвинителство почна веќе да проработи. Требаше уште поодамна. Албанците сакаа да го гледат тоа. А ако зборуваме за излезноста кај албанците, тоа се одвивало негде, јас тоа го реков, уште кога заврши референдумот таа вечер. Гласањето кај албанското тело е негде толку колку што гласат за албанските политички партии во парламентарни избори. Негде тука се ближи од 230 до 250 илјади. Сега колку? Сега, да зборуваме за другиот сегмент. Иако, ама тој некој... Може во оптимална некоја... Го слушнавме и Фрчковски кој вели дека гласа 80.000 гласачи имаше само албанци, нели? Тоа е глупост. Не, 80.000 помалце. Не, 80.000 гласа. Не, повеќе. Сега. Воред. Значи, никој не зборува за тој дел од македонските гласачи кои во минатите избори гласаа за СДС. Сега, кога зборувате, јас не мислам дека така треба да се свати овој процес. Каде што имат ексклузивност или македонците, или албанците, или турците, или не знам која друга етничка заедница. Овој процес е заеднички за сите народи кои живеат тука. Таква и државата. Сега, нормално дека таков впечаток се креира заради тоа што низ години, колку што и постои проблемот со името. Некој сака да ја присвојува државата, некој сака да ја присвојува името на државата и така натаму. Села, ме праша конкретно прашање. Ево, дај да ти одговорам, гледам дека не ми се допаѓа. Политички не без разлика. Немајам што мене да не ми се допаѓа или не. Моето прашање, дали недостасува гласави во албанското политичко и односно делот кој се ваши гласачи. Некој од СДС да зборува за албанското гласачко тело, јас ја зборувам за македонското гласачко тело. Нели? Сега, кога велиме дека во ред македонците на друг начин го сфатија овој процес, овој референдум, нели? Бидејќи такво јавно мнение направено овие години, тоа подразбира дека има голем број македонци и гласачи на СДСМ кои не излегле да гласат. Добро, тоа ние сме го гледале, тоа сме го гледале во гостива што вие го спомнавте. Сегде, каде што ние како Алијанса за албанците сме победиле последните резултати од локалните избори, ние ги имаме нашите гласови. Сегде. Тоа е прашањето. Бидејќи има и чисти етнички села и гласачки места, каде што ние ги имаме државно нашите гласови. Тие што не излегле биле гласачите од ВМРО ДПМН, тие што не излегле беше дел од гласачите од ДУИ кој бойкотира, и тоа политички, заедно со намерата за да ги придобијат заслугите за членство во НАТО и Европска Унија, сакаа политички да најдат и кој е крив,
нели? И тоа сакаа да го постигнат преку Госивар, бойкотирајќи таму, а имате предвид дека ние во Госивар имаме пола власт, бидејќи надлежностите во образование ни се одземени баш од овој големиот демократа премиерот Зоран Заев. Како и другиот дел од гласачите што фалат се гласачи од СДСМ кои гласаа во минатите избори за него. Добро, вака, Тоа е резултат. сакам да ви цитирам, на двајцата. Гледав една многу добра репортажа од колегите на 360 на Алсат, снимана во селата кои и местата кај што има мала излезност. И впечаток ми направи еден граѓанин кој рече дека проблемот е во инатот на политичките партии. И господине Села, морам да ви кажам дека она што вие го говорите точно го потврдува тоа што Зошто? граѓанинот го има. Не знам, тоа сакам да ве прашам. А па ќе ви Дали резултатот на референдумот, кој не е лош од една страна, како што рековте, но од друга страна можеше да биде подобар, не е резултат на инатот, на партиските интереси, на сметка на еден пар екселанс национален и стратешки Има интерес. други одговори за ова, значи не мора да е тоа, значи Да. Чекај се. И при тоа при тоа во таа изјава тој чесен човек не обвини ниту една партија, ниту вас, ниту нив, ниту Дуи, ниту било кого. Но имаше многу убава поента дека имало проблем со инатот на политичките партии. И ве прашувам да му одговорите не. максималната Не, излезеност што беше во Не знам за последните како избори финанси, беше јас Зашто зборуваме? Ако Значи имаше една скриена тенденција на целиот процес. За мене е несфатливо. Ево сега, бидејќи почнавме со Гостивар. Како вие Не го почнавте толкувате? со Чекај, Гостивар, вие го спомнавте. Вие и јас зборував за тоа, па да продолжам. Како го толкувате? Кој е одговорот ваш за фактот што пред почетокот на кампањата 35 наставници ги истера од работа Во Гостивар? во Гостивар? Како треба ова да се како треба да се оцени ваквата работа на коалиционите партии? како инат. Партиски и како Над кого? Како резултат. Зашто? Не знам. Кога прашувам, веќе јас се тоа е прашањето. најавува отварање на работни места, за да се привлекуваат, не знам, Да. повеќе гласачи и граѓани кои би гласале, што не би требало тоа да е начинот, нели? Тие Јас не се наставници согласувам биле со со тоа. договор на дело или со Без разлика работеле Не, од во има Гостивар, некои па што биле најверојатно со договор на дело. да. Значи, Наместо нив вработија А, некои за други. вработија. значи вие потврдувате на известен начин Значи, изјавата ама на да, човек- да. дека да Е па затоа треба, јас ви реков, вие нападнат Не, непотребно да се господине. искаже. ние нападнати сме цело време. Воопшто не, барем не тука и во ова студио. давате Дали партискиот инат и партиските интереси надвладеа врз стратешките интереси? Тоа е може моето да зборуваме конкретно прашање. да, Не само само за кај албанските, конкретни, него само за цело. конкретна партија или конкретни партии. Може да зборуваме од тој аспект. Неизлезеност или слабата излезеност се одразува на повеќе фактори. Едниот е факторот што сите досегашни влади претходни допринесо да се зголеми селувањето и миграцијата на посебно на интелигенцијата Тоа е надвор, главниот фактор. па и сите Главниот други, значи фактор е тоа, да. недостигот на економскиот и социјален живот тука, луѓето беа принудени да се иселуваат. Значи што е и во таа репортажа што вие ја гледавте, тоа се Бројката од слушаше. милиони и Ви 800 кажува гласачи овие е куќи се затворени, нереална. не се тука, овие се Италија, овие се Австрија. Да, Во да, таа да. репортажа така зборуваат. Значи, одговорноста сите досегашни влади, зборам Да, минато, треба да сносат таква одговорност. Второ е, фантомските гласачи што секогаш ние, нарочито како албанска партија, сме барале да се исчисти избирачкиот список и да исчезнат тие фантомски гласови. Зошто да постојат 6 изборни единици? Зошто не може една? Зошто во трета, четврта или пета изборна единица да излегува 20 пратеници, да има максимално луѓе способни за гласање не повише од 200.000. Значи, кога ќе ги собереш овие, ќе излегува дека фантомски гласачи имало секој, затоа постојат 6 изборни единици, зашто да не биде една изборна единица, па ќе си ги мерат сите силите реално колку се. Значи, во тој. Трето е недемократските средства кои досега скришум, ко Божем тајно, се дозволени во сите албански општини. Никој досега од албанските политички партии досега не одговори за било која злоупотреба на денот на гласањето.
Ко Божем не знаеле властите што се случува. Тоа скришом е дозволено. Научени се луѓето да им носиш кола денот на изборите, да ги земеш со кола, да им даваш сендвич, да ги носиш на изборно место и да ги враќаш со кола. Така беше сега. Не беше така сега. Така Значи досега јас зборувам, досега беа научени и луѓето чекале да бидат земени по тоја логика. Чим не дојдеш да го земеш, значи немаш потреба од мој глас, заврши си го процесот. И второто што е исто и од политичките партии до сегашни во минатото беше практика да даваш 500.000 денари на секој глас и сега никој не дава ништо, пошто не дава и ја не идам. Значи ова практика ако не биде прекината, а таа не прекинува само од себе, туку одговорните луѓе кои злоупотребувале изборен процес да ги видиме еднаш пред лицето на правдата. И исто било да се од албански општини, било да се од македонски општини. Момент што ќе ги гледаме во лицето на правдата, тешко што некој друг ќе се осуди да понуди на некому било која добрина. Значи четврто што го кажа и господин Села претhodно, значи со луѓе кои веќе граѓаните, народот ги знае како луѓе кои се корумпирани, тешко да ги повлечеш да излегуваат. Па вика тие цело време 2 децени вика не носат во НАТО и ЕУ и вика сега ќе не носат. Значи народот не е толку народот воопшто не е наивен за да не може да оценува вредни работи во политичките партии. Знаете што се обидувам да детектирам? За да довршам, значи овие причинители се доста голем показател дека навистина нешта треба да се менуваат и во системот, во начинот на размислување, во начинот на делење на правдата, да биде конституција равноправна, да биде правдата, и затоа велам дека овој процес е многу тежок. Може најтежок од самостојувањето на државата. Не од друга причина што ваква политичка прилика тешко ќе ни се даде идните 50 години. Тоа го кажа и Стотелберг, тоа го кажат и другите кои се околначи. Во таа логика оценувам дека секој здрав политичар, без оглед на тоа дали од власта или од опозицијата, треба да ги мотивира луѓето да даде максимум за да излегуваат луѓето, да го дадат, требало, зборувам за референдумот, да го дадат максимумот за тој референдум да успе. Дали се мислеше дека пошто идат толку странци веќе е готово, што е причината, не знам. Малку има и ограничен сосема кај албанските партии, дека сите јавно искажат дека имаме интерес Македонија да биде дел од НАТО и ЕУ. Значи сега ни останува во собранието тој процес да се доврши. Тој процес верувам и сум оптимист дека ќе се дава максимум и со помош на меѓународниот фактор, да се дава максимум за ова шанса да ја искористиме, оти тогаш нема кој да гласа за нас во идните избори во иднина. Сите ќе се иселат, ќе ги гледаме по Скандинавија или не знам каде. Села вели за број 71, а не се ни сретнал. Така нели? Добро, он збори од тоа ќе го каже господин Села, он збори од линија кои се за НАТО и ЕУ, од таа линија. А он ќе го каже своето, да. Владино, он ќе го каже својот став, така е. Во право е, бидејќи знаеш, со вакво дрско однесување негово и на неговите представници влегува во уставни измени. Да. Нели? Сегде под дебати те рачунуваат, а ги нема своите, нели? Тоа е не знам друго како да го кажам, освен дрско понашање. И понекогаш се прашува дали господинот сака вистина да поминат уставните измени, како што дали сакаше да помина и референдумот? Со вакво понашување постојат други начини. Ако сакаш да седнуваш, бидејќи јасно е за сите, за секој разумен политичар во држава, е јасно дека нема друга алтернатива. Све има алтернатива друга. И министри, и вице-премиери, и коалициони партнери, и све. Ова е шанса која не сме имали. Алтернатива за НАТО и Европска Унија немат овие граѓани. И во овој период се однесува вака. Не знам сега дали му е срам да се јави и да побара поддршка, бидејќи знае дека имат добиено и поддршки и такви работи. Премиерот Заев Лично јас немам потреба да контактирам. Предходно контактиравте? Не сме контактирали. Како не? Кога предходно? Кога после нападот кон вас и... Добро сега, кога бевме додека се спаси господинот од целата хајка што му беше спремена, да, контактиравме. Од моментот кога јас не сум дел од власта. Прекинавте да комуницирате? Не комуницираме, не. Сега има исклучоци, имав повик еден за кампањата заеднички да ја водиме, кампањата за референдумот за
Аха, Нели? да. Нормално одбив дека тоа се принципи во прашање. Ние од декември не сме дел од власта. Јас не можам како опозициона партија да излегувам со тие од власта да правам заедничка кампања. Не можам јас со моите постапки да ги амнистирам нив. На крајот на краиштата ние сме во опозиција, нели? И верувајте дека ние стигнавме да извадиме повеќе гласови како опозициона партија, повикувајќи, нели, за да излезат да гласат, и ние стигнавме нашите гласачи и уште повеќе од нашите гласачи да ги убедиме за да излезат и за да гласат за референдумот. Види, на крајот на краиштата ние бевме единствените можда кои бевме исти како граѓаните, без никаков интерес, без поврзано нели со добрите што ги има власта и што ти ги нуди властата, без никаков интерес, само за интересот на идните поколенија, за интересот на нашите деца дома, за да се гласа референдум. Референдумот заврши, 80 пратеници се ама за многу жал, неизвестна работа. Извини ова да го кажам. За жал референдумот заврши, ама овој надпревар помеѓу ВМРО и СДС или помеѓу блокот за и блокот против или бојкот за дали беше успешен или не беше успешен референдумот, за мене е нејасен. Граѓаните не можеме да зборуваме за успешен референдум. Немаше ниту поразени, ниту добитници во референдумот. Граѓаните дадоа јасна порака. За мене, тие што седеат дома и не излегоа да гласаат, тие дадоа порака заедно со овие што излегоа и гласаа за. А пораката е граѓаните 20, не 27, него минимум 24 години гласаат за НАТО и Европска Унија, нели? И пораката е јасна. Одете во собрание и решете овој проблем. Гласате ги уставните измени. Сега, таму сме кај што сме, многу е неизвестно дали ќе се реализира таа порака на граѓаните која кажувате, со која се согласувам патем да решите го проблемот во собрание, што може би и требаше да се реши без да се оди на Така референдум. можеше да излегуваат со не, иначе тоа не беше. Сега, прашањето ми е дали се спремате како Алијанса и БЕСА за предвремени парламентарни избори? За кого е прв прашањето? За вас. За Алијанса кажа, Алијанса и БЕСА, значи прво Алијанса. Добро, Да. Ние го кажавме нашиот став и да се случуваат уставни промени, мислам дека владата веќе нема морален кредибилитет за да продолжи. Заев за да продолжи и како премиер. Ако се случат уставни промени. И да се случат, Добро, и да не да, се случат. добро. Подобра варијанта би била и така веќе со закон треба да има техничка влада, нели? И го имам искажано јас ово мислење и пред другите медиуми, да се формира техничка влада која требаше да се формира и пред да се направи референдумот, нели? За да одговорностите, нели, за овие процеси што мора да се случуваат во државата, а од друга страна и заслугите сите да ги земат, сите политички чинители, и после граѓаните нека одлучуваат кој беше патриотот и кој беше издајникот, нели, од друга страна. Истата работа, мислам дека уште сега треба да се постигне општ консенсус помеѓу политичките чинители тука во државата, да се помине ова фаза, во собрание, да, уставните измени и одма да се оди на предвремени парламентарни избори. Дворед, разбрав, ама моето прашање беше дали се подготвувате за превремени парламентарни избори, чија цел ќе биде да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието, бидејќи ова двотретинско мнозинство е прилично неизвестно. Односно, речиси, барем за нас кои наблюдуваме одстрана, речиси невозможно. А како подпрашање за тоа која ти е? Дали се спремате за предвремени парламентарни избори кои би се држали во ноември? Која за цел би имало? Да обезбеди двотретинско мнозинство за поддршка на амандманите за нивна имплементација во собранието. Кој амандман? Ние немаме уставните амандмани
Ние немаме за имплементација не на можеме ние Преспанскиот на избори да одиме само за Преспанскиот договор. За Преспанскиот договор нашиот став сме го имале кажено и јавно, нели? Добро. И преку гласање во собрание, тој веќе помина договор, Да. ратификуван, Да. нели? А од друга страна, ние имаме и други потреби како граѓани што живееме во Република Македонија, освен тоа само да обезбедиме двотретинско мнозинство. Сега зборуваме за имплементација на обврските од Преспанскиот договор. И други работи Дали кои се треба да се подготвувате за избори кои Ние би како овозможиле опозиција, на Македонија да по влезе во дефиниција- НАТО, односно парламентарно мнозинство кое на Македонија ќе ја овозможи да искористи историската шанса за влез во НАТО. Многу конкретно ме прашувам. Не сам како по-конкретно да ме Јас прашувам. ви одговорив дека за тоа не треба да се случи, значи за Избори тоа не треба се случат. Не, тоа по избори дефолт, треба да има. опозиција, Колку опозиција секој пат би избори требало пак да да се Треба да случуват, седам пак таму, ќе бистрено имаме одговарам 120 пратеници. Точно. Да. Сега, тоа, за да обезбедиме двотретинско мнозинство, тоа не зависи од Зијадин Села, ниту од, не знам, од ЗЕД или од било која друга Се политичка спремате ли партија. за предвремени парламентарни Тоа, избори? да, се спремаме. Добро, благодарам. Тоа зависи од граѓаните. Нели? Реално значи ја требаше да седам до вас за да почесто одговарам, мисля, така беше. Реално е дека на граѓаните на државата, интересите на економскиот и социјален живот на граѓаните не им одговарат никакви избори сега. Значи, тоа само ќе продлабочи економската и социјална криза, меѓутоа би било пожелно проблемот да се реши во склоп на собранието и едно одредено време да се имплементира договорот постигнат со Грција, што е апсолутно пожелно, за пожелно за сите граѓани, не само за партиите. Значи Да, и за да, граѓаните, и за еднината, за еднината на сите граѓани е пожелно. Воспротивно, доколку до тоа не дојде, тогаш сосема е нормално дека движењето БЕС повеќе од спремно за било какви избори, за да го дадеме својот допринос првенствено за овој договор, првенствено за промените кои треба да следуваат за околу договорот со Грција, за после во било каков вид на коалиција, индивидуално ко партија, ко коалиција, помала албански блок коалиција, заедничка владина коалиција, значи постојат повеќе можности како може да се влега во такви избори, меѓутоа БЕС е повеќе од спремно за такви избори, осеќаме и знаеме дека важноста на овој момент не може да се врати долго време. Значи тешко дека дали ќе бидам ја жив, повише од сигурно дека нема да бидам, кога ќе се прикажу се еднаш ваква прилика за ние да бидеме дел од НАТО и ЕУ. Значи уште кога станавме дел од власта, како БЕС-а, единствена причина беше дел од нашата програма да бидеме дел од НАТО и ЕУ, и од таа причина прифаќавме и таква позиција каква ја имаме сега, значи што е апсолутно не задоволителна на ниво на органите и телата на БЕС-а, меѓутоа се саможртвувавме за интерес на еднината на сите граѓани, вклучително и албанците и сите други. Значи, БЕС-а е спремна да се оди на избори, ако е тоа неопходно. Воспротивно, треба да се даде максимум напори од сите политички партии, од целиот меѓународен фактор, за да не се оди сега во избори, да заврши процесот. Идентично мисли господинот Цела, првен да завршат уставните промени и после иначе ние сме спремни уште пред ноември да се биде, ние кампањата за референдум ја водевме слично како изборна кампања. Значи, ако сте ги пратили, ако реално и нас многу малку не пратија, воопшто скоро не доаѓаа медиумите кај нас. Значи, нема врска, значи тоа не е до власта. Да се жалите кај Талат Џафери, кај собранискиот спикер. Последниот човек како би се жалеле ние он. Па нема, значи немало потреба да се жалиме дека целата кампања само финансиравме од средствата на партиските избори, значи ние направивме максимум изборна кампања за референдум и таа кампања сосема спремни да продолжуваме понатаму за било која изборна кампања. Зошто велам дека мора и владата нема морален кредибилитет да продолжи со владење без разлика, нели, на исходот кој ќе биде на промените на уставот и така натаму. Подобра варијанта е да поминат измените на уставот и да се оди на избори. Од левата страна му е вице-премиер кој денеска, нели, се има кривична пријава за него, нели?
Од десната страна има вице-премиер кој секој ден го гледаме по скандали, злоупотребувајќи фондови и пари, даноци на овие граѓани. Мислите на Ангјушев? Па на Бујара Османи и на Андјушев. На средина е човекот кој вели дека нема алтернатива и човекот кој злоупотребува фонди е незаменлив. Јас не гледам разлика во овие луѓе. Бујар Османи утре треба да биде, не да дава оставка, него треба да буквално да биде разрешен од премиерот, нели? Дечи, која е логиката после тоа што го гледаме Груевски и Мијалгов да одат по судови, а не се дел од власта? Или, ако не го разреши, нека ги зема и нив и нека бидат дел од власта. Нели? И нека продолжат, барем полесно ќе им бидат и останите промени. Нели? Каде е логиката? Со ваков начин на владење, човекот ја доби поддршката и жртвувањето, бидејќи не гледам јас денеска да има жртвување. Имаше на времето. Нели? Заради тоа што овие граѓани верува во нешто ново. Заради тоа што овие граѓани сака да градат нешто ново. И сега... Тоа не успеа, така? Не успеа. И сега што правиме? Избори. За тоа И зборувам. на изборите, ако Значи, повторно избори, победи избори. Дуи, Па, зато ако реков, победи повторно тема на- Дуи... Нема да Тема победи е Дуи на овој голем изборите историски предизвик. ако нема Дали поддршка може- од македонските политички партии. На времето од ВМРО, сега од СДС. Ама вие сте И за веќе ова порака албанците ја знаат. вие сте за избори И ќе се случи после промените. промените. Вие Нека сте- промените нека се случуваат. Па Сега. после сега дојдеш на прашање, избори. затоа е прашањето како да се случат промените. Дали не ми одговоривте на почетокот? Инсайдерски. Бевте доста Ти имаш дискретни. информација. Не, немам Дали нека ќе се информација. обезбеди иначе- сега Магичен осуда, стапче не постои или одиме за на, тоа? на предвремени парламентарни избори на кои ќе се обидат партиите кои се про НАТО и ЕУ да обезбедат двотретинско парламентарно мнозинство. Имаме ли политичка елита зрела да ги надмине партиските интереси и да мобилизира доволно гласачко тело кое ќе обезбеди двотретинско мнозинство за имплементација на предпанскиот договор да се искористи историската шанса за која сите зборувате во политичките говори. Ја верувам Прашањето е доста едноставно, мислам мислиш? дека и ние бевме повеќе од јасни. Значи, ако постои зрелост кај пратениците на ВМРО ДПМН во случајот, ако постои малку од патриотизмот кој тие го промовираат цело време, значи промените уставни мора да се случуваат почнувајќи од понеделник со првото роче кога се отварат уставните промени, значи да дадат свој допринос, личен, човечки, граѓански, интелектуален, било каков допринос за овие промени за еднината на сите граѓани. И јас сум убеден дека доколку СИО јавно покрене постапка и го повикува и заменик премиерот во случајот, јас сум убеден дека премиерот ќе го разреши него. А или ќе го принуди да даде оставка од страна на власт, не може да се да не бидеш во судир со правдата ако одиш како заменик премиер. Треба да биде обичен граѓанин и од позиција на обичен граѓанин нека се одговара за сите дела. Не велам дека е виновен, меѓутоа пошто постои обвинение, Сега е само пошто осомничен, постои сомнение и обвинение, он значи треба да се појави кога обичен граѓанин за да не се злоупотребува власта за било каква влијание. Ја верувам дека ова власт има и капацитет и интелектуален и политички да се носи со сите одлуки. Пошто можеше да донесе одлука за договорот со Грција, јас сум убеден дека затоа ви кажав почетно, требаше огромна смелост и таа смелост е постигната. Сега треба и мудрост и смелост тој пат да се дозаврши за еднаш за секогаш државата да стане на стабилни нозе, со стабилност и на европска перспектива, со што ќе можеме и да мислиме и да размислуваме и да живееме солидно со сите такви стандарди. Ја верувам дека после уставните промени, ја различно мислам во случај, апсолутно нема потреба од избори. Значи, оваа влада има капацитет за да се носи со сите предизвици, чак и ако има корупција во скоп на власта. Јас сум убеден дека ако не со сами повлекување,
под притисок на јавноста и на политичките партии ќе се повлечат сите тие кои се склони на корупција. Затоа убеден сум дека сами да се повлечат, мислам. Ако не се повлекуваат сами, ќе се бидат принудени се повлекуваат. Значи има начин, Многу оптимистично. Има начин како ќе те принудат да се повлечеш. Како Значи релевантни политички партии. Значи зборуваме за начин како ќе те принудат да се повлечеш. Не случајно и во минатата влада луѓето дава оставки сами. Ден пред да се сретнат со одредени амбасади. Свесни сте Значи како не беше беа тоа. сами, него беа Јавно беа принудувани сами. од Значи јавно беа сами, ама принудувањето нема да биде недискретно. Знаеме за тие оставки. Имате релевантни политички Може партии. би и за Бојар Османи ќе има таква Слични некоја ќе паѓат и во случајов. Кој сте во добро. собранието? Имате ли анализа? Ако одиме сега на избори, што е резултатот? Господин Села? Ајде. Ќе се смени ли нешто или пак ќе останеме? Јас не верувам статус дека ќе кво? се смени И јас не нешто. верувам, да бидам искрен. Ако одиме на избори, сега зборувам за Со односот на силите мислите или? со односот на силите, пред се на тие сили кои го проблематизират усвојувањето на промените на Уставот. Да. Било какви избори да се држат, јас не верувам дека ВМРО ДПМН ќе падне под 41 пратеници. Така е. Во ваква ситуација. Нели? И било која Од друга коалиција нема да има страна, од друга страна ќе има промени во соодносот на пратениците внатре во албанскиот политички корпус. Да. Нели? Телото на албанското политичките партии кај албанците. Ние сме заинтересирани за избори, Опозиција и секој не само како опозиција, него Верувате дека имате повеќе пратеници? нашата поддршка што денеска ја имаме во теренот кај албанците во целина, нели? Него рефлектира бројот на пратениците кои го имаме во собрание. е посилна, поголема. Многу е посилна, нели? Таа поддршка. И затоа ние сме заинтересирани како политичка партија да одиме на избори. Да. И било кога тие да се одржат. Крајот на ноември, почетокот на декември, не знам, јануари, февруари, што побргу, то поубаво за нас, нели? Од друга страна, ние овој процес го сваќаме како процес на враќање на демократијата и кај албанците во случајот. Зборувам, значи, да им ставиме крај на тој монизам што над 16 години владее кај албанците, а која има за цел и кој да се убие надежта кај младиот албанец во Македонија. И затоа ги гледаме секој ден како Се заминуваат селат во од странство државата, и така натаму и така натаму. Не да живееме вака како што живееме. Со изгубена надеж и живеејќи од ден на ден, Да ве прашам, без никаква иднина разочарани сте тука. од Заев? Кој? Јас вие. лично? Не знам тоа, ќе остам Скаран му да е, одговарате вие. Скаран е, не Имате амбиција да ја промените демократската култура во Македонија и уопшто целиот Во кој амбиент, смисол? Во секој. Тоа не одат младите економски да има демократија. Тоа е најглавната Правната, цел, да. зошто ние Да. обстоиме како после политичка изборите, партија. Со оглед на тоа што со Заев не ви мислите дека не успевате да го реализирате тоа, дали би направиле коалиција со ВМРО ДПМН? Ние како политичка партија, слушате вака. Има Мицковски, нов лидер, не е Груевски. Не, во ред, во ред. Многу е злоупотребен фактот што јас не сум смеел или не Заев секогаш знаел дека јас нема да комуницирам и не комуницирам со ВМРО ДПМН. И тоа го злоупотребуваше овој факт, нели тогаш, после настаните од 27 април, наместо да биде благодарен на мене, нели, после све што се случи, го злоупотребуваше овој факт. И тоа е нечовечки од неговата страна. Без разлика. Јас немам лично против никого. Јас лично како граѓанин може да имам, Така. ама како председател на политичка партија, јас сум председател на политичка партија и ги постапувате представувам, нели, интересите на тие гласачи што ме гласаат и на граѓаните пошироко, нели? Според овој принцип, Алијансата за албанците ќе коалиционира со сите тие политички партии со кои ќе се договара и за кои нашата политичка платформа ќе биде дел од платформата на владење на наредните 4 години, секогаш кога веќе се составува планот за владење на секоја власт, нели? Значи не исклучуваме никого. Во
со оглед на тоа што контекстот стигнеме на да оваа одговорам на дебата е некој преспанскиот договор. Доколку Мицковски ви понуди Затоа коалиција, ви реков, секој што ќе прифати наша програма и политичка платформа. доколку Јас Мицковски не сакам да зборувам за преспански договор, јас ти зборувам за членување на Република Македонија во НАТО и Европската унија. Мицковски не е против за членување на НАТО и во Европска Не знам, унија. тој може да не биде, ама го покажа дека е пријатно. Јас се прашав конкретно прашање. Ви коалиција во која ви нуди нови преговори со Грција за нов договор кој ќе овозможи членство во НАТО и Европската унија. Тој е против овој договор и смета дека може да постигне договор. Дали сте вие во таа коалиција Јас сум многу сигурен дека ако денеска страните беа малку поразлични, Мицковски да беше дел од власта и мнозинството да го имаше, а Заев да беше во опозиција, Заев ќе зборуваше со истата реторика на Мицковски и обратно, нели? Немаше да гласа во собрание? Кој? Заев. И Сигурно, СДС. сигурно немаше да гласа. Ќе беше против договорот? Вие што мислите, господин? Па, не изгледа не ме прашувате. Да, не. Се обидувам да добивам прво конкретен Ама не сме одговор. од денеска Јас ви благодарам што вие сами спомнавте 2008. конкретно одговарате. Нели во бомбите ги имаше. Јас уште еднаш прашувам, дали би преговарале нов договор со Грција доколку имате таква понуда? Не, јас не? договор со Грција, мислам дека во договорот некои работи не се добро направени, што се однесува на поглед на албанците кои Тој живеат идеален договор, компромис нема. во ред. А од друга страна, никој нема право да ни го шверцува нас во државјанство, некој од етничките заедници да биде одделен од другите етнички заедници, ако сме мултиетничко општество. Тоа. Значи, со уште посебно ден денеска, национално. тоа во државјанството што ние го држиме по пасошите и по личните карти е неуставно. Бидејќи членот 4 на Уставот и вели дека државјанството на граѓаните на Република Македонија е Република Македонија. Ништо немаме против. Значи, во државјанството да стои името од државата. А не таму некои, не знам, Да заклучам, може јас? Па хајде, цело време тоа го правиш вечера, па хајде да те слушам. По изборите, значи ако Мицковски ви предложи преговарање на нов договор со Ама Грција, зошто настојувате на Мицковски? Која ви е целта? Села кажа дека партнер, не ако верува дека повика како повеќе од партнер, вие 40. рековте, Јас реков, коалицијата, било отворени сте која, коалиција. да, било која политичка Добро. партија, нели? Ако Која им ќе се ја совпаднат прифати програмите, да. програмата на Алијансата за албанците. Ајде сега. И Заев немаше да прави влада, слушајме убаво, ако не го прифаќаше да се гласа законот за јазици. Јас сум јасен и гласен за во моите ставови. Тоа му беше услов од моја страна поставен. Ако сака да направи влада, единствена работа јас барам. Добро, тука не ви излага. Истиот услов е за преспанскиот договор. Во ред. Ајде, Борјан, на Сега не господин зборувам Петрович. одделно, Малку, бидејќи да. треба да кроиме програми, платформи, че тоа не го правам јас сам, нели? Значи, толку прашање отворивте што Да, сега да, ќе да. треба и вие да слушате едно 20 минути да зборам. Значи, реално Немаме доаѓа- многу време уште. Нели, па добро, Ајде, ќе продолжиме ќе ги после. потрошиме за вашите Реално, последните. во идните избори, доколку не успеат уставните промени, во идните избори јас сум повеќе од убеден дека ВМРО нема да го надмине 40 пратеници, ни во кој случај. Причината е многу јасна, дека сите грешки направени за време на кампањата во референдумот ќе бидат елиминирани и ќе бидат усогласени со веќе свесно сите партии знаат кои беа пропустите, чак и владеечките партии, за да ги елиминират пропустите кои беа. Сум уведен дека ВМРО со една реторика која навидом изгледа про НАТО и ЕУ, во суштина е анти-НАТО и ЕУ, оти ако еден генерален секретар на НАТО вели дека ако го пропуштите овој договор, нема да имате више друг договор 50 години, не Мицковски, било кој да дојде, нема да има таква можност да понуди друг договор со Грција. Значи, единствениот договор што е на маса не е овој.
или ќе се одлучиме него да го промениме, Не, јас да го мислам дека раководството на ВМРО нема проблем со ЕУ и НАТО определбата, туку има проблем со амнестијата. Повише, значи, со пазарот што сака да го прават. Значи, реално доаѓаат секој ден другиот дел од режимот. Значи, реално, јас сум убеден двете се за амнестија до некаде. Значи, реално нема да се дојде до ситуација ВМРО да ги има тој лукс да го блокира двотретинското мнозинство. Во тоа сум повеќе од убеден дека барем сите партиски штабови сме ги согледале пропустите чак и кај другите политички субјекти. И референдумот беше така некоја лоша математика. Така, значи токму таа математика ќе биде променета и соодветно таа математика на било кои избори заедно со сите албански партии, и ја верувам дека во албанскиот политички блок ќе има промени. Да се доизјаснам. Значи, ја верувам дека кај албанските партии ќе има промени во споредба на пратенички места, дека нештата, народот веќе се озреа и нештата многу јасно ги гледа разликите меѓу едното и другото. Јас сум убеден дека сите албански партии ќе бидат за НАТО и ЕУ, без оглед на тоа, без оглед на тоа дали некој ќе биде дел од позиција или од опозиција, која би требало да се гласа за огромни, суштествени прилики за државата и за националниот интерес, значи ќе гласаат за. Тоа изгледа не сака да одговори на прашањето. ВМРО ДПМН е за НАТО и ЕУ. Прашањето е дали Преспанскиот договор како таков има алтернатива или нема? Нема алтернатива. Значи тоа јас го кажав предходно. Јас предходно го кажав нека друга понуда на договор нема да имаме во блиска иднина. Тоа не го кажувам јас, го кажуваат сите релевантни меѓународни фактори. Значи, ако ова го прокоцкаме кој шанса да направиме реални промени во државата, тогаш тешко во блиска иднина да имаме друга можност. Ние се понудивме и како БЕСА, ја пак повторувам, се саможртвувавме, иначе имаме доста други приоритетни интереси за албанците во склоп на нашата програма. За НАТО и ЕУ се саможртвувавме да бидеме дел од власта, без оглед на тоа што... Тоа е смешно малку. Да, па може вам да ви е смешно, ама мене ми е смешно што вие се жртвувате со излегување. Значи, секому на некој начин кому е нешто смешно, сосема нормално е. Нашето саможртвување, по трет пат го кажувам, се сведува на тоа, значи, нашата убеденост за државата, заедно со албанците. Мислите на тоа се жртвувате, бидејќи требаше да влезете во коалиција со ДУИ, чии критичари сте. Така е, апсолутно. Значи, од тој начин е жртвување. Ние цело време сме биле и уште продолжуваме да бидеме опоненти на една политика која не може да ги расчистува своите редови од криминалци и честни луѓе. Село дека нема такво расчистување, реформи во својата партија, ние ќе ги осеќаме како опоненти. И значи од тој начин го зборувам за саможртвување и убеден сум дека ќе успеат уставните промени. Во спротивно, сосема сум оптимиста дека идниот парламентарен состав ВМРО ќе биде далеко под 40. Па не мисли така, господин. Пошто ќе има докази и тоа што разговараме дали Преспанскиот договор има алтернатива или не за господинот Цела, но тука мора да придржиме, бидејќи имавте прилично време да говорите на сите прашања. Тоа е не добив конкретен одговор, не добив одговор. Да или не? Кој? Има ли алтернатива Преспанскиот договор како ваков или не? Договор помеѓу Грција и Македонија нема да се постигне уште долго време друг да имат. А нашиот став околу тоа ние сме го рекле преку гласање во собрание. Не знам сега што сакаш да кажуваш за тоа дали има алтернатива. Нели? Од друга страна, не може дека има алтернатива и дека може да испрегледа подобро. Него да го викнате и прашете го. Од друга страна, не му е работа и не може да одлучи кој ќе биде официјален јазик во државава, некоја држава во соседство. Затоа ние имаме демократија, затоа имаме ние парламентаризам, нели? И за нас, за мене во држава, освен македонскиот јазик, службен јазик е и албанскиот јазик. И ова ќе го кажеме без разлика што
што стои во договорот дека македонскиот јазик ќе биде службен јазик во државата, нели? Од друга страна, изборувам и за државјанството, постојат подобри решенија за кои ние би решиле тука, а за кои Грција не верувам дека ќе бидат против, ако тоа македонско пред коса црта, значи тоа се повлече и стои само името на државата, нели? Затоа мислам дека нема алтернатива, ама имат така ли? Грците би посакале. Ама такви работи се дебатираат тука внатра и не мора да се опфатат другите земји кои се во соседство. Значи не треба да се рефлектираат на преспаскиот надзор. Благодарам што беше гости. Некој поекстензивно одговараше, бидејќи беше потешко да се излече одговор некој. Ви благодарам што бевте поконкретни. Ацо, толку од нас, нели? Да, пријатно и имајте пријатна вечер. Поздрав.